За Македонија како туристичка дестинација и дали доволно ја нудиме на домашните туристи, во студиото разговарам со мојот гостин Љупчо Јаневски, туризмолог. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам, добро ја најдов. Македонија располага со бројни туристички атракции, ако говориме за волја, нели, на вистината, но дали домашниот туризам е доволно развиен и доволно промовиран? Благодарам на прашањето, сепак една тема која што подолго сме обработувале. Така. И не само во оваа емисија, него и други емисии. Генерално, домашните туристи се база на дестинацијата. Во секоја дестинација, тоа е научно докажано и се во текот на 12 месеци. Домашните туристи не треба да имаат сезоналност. И тоа е всушност тоа што треба да овозможи сместувачките капацитети без разлика дали се во приватното сместување или дали се во хотелското сместување, треба да бидат исполнети за во сегмент на рестабилност, односно да овозможат прак на рентабилност во текот на целата година. На тој начин ќе имаме можност да имаме континуирано вработување, да не имаме сезонски вработување. Тоа го возможуваат домашните туристи. Так. И сега кога зборуваме дали имаме доволно домашни туристи, дали ние треба повеќе аранжмани да работиме за домашни туристи, само од прилика околу 5% од вкупниот број на туристички агенции кои што екзистираат во Македонија, ја нудат Македонија како туристичка дестинација на домашните туристи. Да, и токму тоа е моето следно прашање, всушност колку туристичките агенции денес нудат организирани аранжмани низ Македонија за домашните туристи. Затоа понекогаш туристите сакаат и да им понудите нешто, а не сами да одбираат или сами да истражуваат. Во време на дигитализација, сепак сметам дека нашата дестинација е оставена на домашните туристи сами да откриваат. Она што треба да се преземе од страна на домашните туроператори, домашните агенции да заземат мал поголем ризик и да овозможат аранжмани за пред се во викенд и во продолжените празници да ја создадат нашата дестинација доволно конкурентна со регионалните дестинации. Ако знаеме дека помеѓу 400 и 600 милиона евра нашите туристи трошат во регионот, односно во нашите соседи, тогаш би рекол јас толку ние губиме од нашата економија и се она што ќе се потрудиме да останеме тука како домашен увоз ќе не биде многу подобро за мултипликативниот ефект што го возможува туристичката индустрија токму во Македонија. Тој се движи помеѓу 2,2 до 3,4 во зависност каква туристичка форма и во кој сегмент се развива. Сега, ако што требаме да направиме за нашите туристички... Да, тоа сакам и да прашам, ако таквите понуди се ретки, која е причината за тоа? Сметам дека со воведувањето на субвенциите кои што беа добра потек во минатото, тоа беше пред 10 и повеќе години за странските туроператори да развиваме дестинацијата за дојдовен туризам и да градиме туроператори кои што понатаму ќе ги преземат самите тури. Сметам дека тој фокус ја подзаборавивме нашата дестинација и подзаборавивме туристичките агенции со лиценца Б, овозможувајќи им можеби по поволности кои што треба да ги направи државата. И сметам дека тоа треба да биде државен проект кој што преку одреден број на бенефиции ќе овозможи развој на домашниот пазар. Веќе имаме практика од регионот и начинот на како тоа може да се направи. Сметам дека е крајно време дека Министерството за култура и туризам треба да размисли веќе во 2027 година како на домашните туристи да ја приближи Македонија, односно што поголем број на ноќевања и туристи во дестинацијата. И сега пак едно од важните прашања е зошто домашните туристи сакаат да патуваат во странство, а помалку да ги посетуваат домашните дестинации. Ако ја знаеме динамиката во светот и каде се развива туристичката индустрија, динамичниот живот, глобализацијата, ќе видиме дека луѓето се почесто ќе патуваат во пократки периоди од 3 до 4 денови, се повеќе ќе се развива сегментот на викенди и повеќе на сити брейк дестинации, но тоа што ние требаме да го направиме за нашата дестинација е повеќе вложување и проекти во развивање на нови форми на туристичка понуда, исто така и поголем број на атракции во самата дестинација. На тој начин ќе овозможиме нашата дестинација да биде доволно конкурентна и ценовно, но и атрактивно со останатите регионални дестинации. А ова го зборувам пред се во сегментот каде што државата треба да интервенира и можеби ќе требаме да популаризираме одредени мерки како што е К15 кој што се дава да биде во ваучери за туризам или повеќе
одредени ваучери кои што ќе ги развиваат спа центрите, зимскиот туризам, менување на системот за субвенционирање во сезони, надвор за сезони, и се тоа се размислува од страна на стручната и научната фила и се предлага до ресорните министерства и до владата, и се надам дека во брзо време ќе искочиме со решенија кои што веќе во 2027 година ќе бидат вкаени во стратегијата која што се подготвува од страна на Министерството за култура и туризам. За да бидеме поконкретни, можеме ли да кажеме кои региони во Македонија имаат најголем потенцијал за развој на викенд и краткорочен туризам? И морам да истакнам, иако можеби не сме многу добри во понудата, сепак кога говориме за дојдовен туризам имаме голем број на странски туристи кои што сами ја истражуваат Македонија. Тоа што ние треба да го направиме, сметам дека сите региони се доволно конкурентни и покрај тоа што два региони се предвесници за туристичката понуда во текот на сезоната, тоа е Скопскиот регион со главниот град Скопје, кој што развива посебен сегмент на туристичка понуда како бизнис центар во текот на 12 месеци, и Охрид како Охрид и југозападниот регион, Охрид Струга, југозападниот регион кој што има сезонален туризам. Сега ние треба да се потрудиме во југозападниот регион да ја зголемиме сезоната. Таа започнува негде веќе во месеца, почетокот на месец мај, да завршува длабоко во октомври, со поголем број на туристи, поголем број на ноќевања и домашни и странски, да овозможиме пакет аранжмани домашните туристи да бидат чести гости во нашите туристички центри, не само во Охрид, но и во станаците во текот на целата година, додека градот Скопје да го поврзиме со што поголем број на авионски линии и било како инфраструктура за да развиваме мајс туризам и да развиваме бизнес сегмент на туристичка понуда и сити брейк. Кратки одмори 3 до 4 дена на странските туристи, додека домашните туристи ќе бидат туристи кои што ќе го посетуваат градот на одредени екскурзии или ќе го посетуваат по различни мотиви. Сметам дека останатите региони во Македонија имаат идеални услови, тоа сите го знаеме, за развој на различни форми на туристичка понуда. Треба да се охрабриме, треба да овозможиме мерки од страна на владата за развој на руралниот туризам, на екотуризмот, на алтернативните форми на туристичка понуда, па дури и до сегментот на проекти како што е Геопарк, кој што требаше да биде во Пропишти, во останати други делови на Македонија, и на таков начин покрај едукацијата, покрај културолошкиот туризам, да овозможиме и други сегменти на туристичка понуда. Тоа не може без локалната самоуправа, не може без локалниот економски развој, не може без структурата во туристичката индустрија, која што сметам дека треба што поскоро да изгради. Споменавте локалната самоуправа, ги споменавте алтернативните форми на туризам, па колку локалните самоуправи всушност придонесуваат во развојот и промоцијата на туризмот? Дари руралниот, винскиот, екотуризмот можат да бидат двигатели на домашниот туризам, па и за домашните туристи? Јас ќе одговорам преку одредени податоци. Со одредени истражувања, 5 до 7 вкупно, мислам дека се 5 или 7 во момент, помеѓу 5 и 7 општини во нашата земја имаат оделение за туризам. Од вкупниот број на општини, голем број имаат стратегии во кои што не е приоритет туризмот, и покрај тоа што како рурални средини имаат идеални услови, дополнително одредени региони веќе во своите стратегии 2021-2026 туризмот не го ставаат како приоритет, без разлика што претходно истиот им бил, бидејќи се работени во време на ковид кризата, сметајќи дека тоа поле нема да биде доволно развиено. Општините мораат да градат капацитети и одделенија кои што ќе работат со меѓуграничната соработка и со одредени европски проекти кои што ќе имаме се повеќе, да овозможи на локалното население дополнителни улоки и градење на капацитети со кои што се повеќе луѓе ќе се охрабруваат да развиваат рурален агритуризам, екотуризам, гастрономски туризам, вински туризам, без разлика во кое подрачје, во која микродестинација се наоѓаат во државата, која што има одредени потенцијали, и тоа е основата и базата на туристичката индустрија во Македонија. На тој начин, според некои мои истражувања, ќе можеме да генерираме помеѓу милион и 200.000 ноќевања, и односно да стигнеме до фамозната бројка која што ја имавме како желба во 2027 до 2028 година, да книжиме повеќе од 4 милиони и нешто повеќе број на ноќевања во државата.
И постојано велиме, можности имаме, знаеме што ни е потребно, но некако тешко ни оди конкретно да ја завршиме работата и да ги реализираме резултатите кои што сакаме да ги постигнеме. Но уште еден многу важен сегмент. Колку новите автопати и патната инфраструктура влијат врз туристичките движења во земјава. Затоа што пристапноста исто така еден голем проблем поради кој се одлучуваат или не се одлучуваат туристите да отидат на некоја дестинација во земјава. 93 до 94% од вкупниот број на патување се кај нас се со автобуски превоз. Тоа кажува колку ни е потребна инфраструктурата. Железничкиот превоз знаеме до каде е, авионскиот превоз во моменти во криза поради проблемот со одредени линии, нивното откажување или би кажал намалување поради кризата со гориво и состојбата која што се случува со керозинот, но што поголема можност да се посети дестинацијата, подобра инфраструктура и подобри можности со различни типови на превозни средства да се дојде во дестинацијата, тоа значи поголем број на туристи кои што ќе допатуваат и ќе посетат. Многу пати сум кажал дека ние кога е нашиот европски пат во прашање, ние немаме проблем со Брисел, бидејќи ги знаеме патоказите кои што ќе требаме да ги сработиме, а тоа се работи само со засукани ракави и со желба дека тоа треба да го направиме во секоја индустрија, па и во туризмот. Но кога е во прашање сегментот на туристичката дипломатија, таа треба да ја користиме многу, односно како да ги убедиме жителите на Европа дека Македонија заслужува да биде дел од Европската унија еден ден, и тоа многу скоро, само со начинот да доволно да се отвориме, да бидеме ние огледалото на нашата земја и да ми го понудиме она вистински што го знаеме и што го умееме. Но за тоа да го направиме, прво треба да си ја завршиме домашната работа и да не изгледа дестинацијата така како што сакаме сите. Кога сме кај домашната работа, претходно го слушнавме мислењето на граѓаните каде тие планираат да го поминат летниот одмор. Имавме изјави од туристички агенции кои што нудат аранжмани претежно надвор од државата поради големиот интерес од страна на граѓаните. Па што треба да направат агенциите, институциите и туристичкиот сектор за повеќе македонци да ја изберат токму Македонија како туристичка дестинација за одмор? Сметам дека не е хендикеп нашите граѓани да посетат некоја друга дестинација во регионот или било каде во светот на 5 до 7 или 14 денови. Многу е важно во текот на викендите да ги посетат домашните дестинации и да го би кажал да го уживаат викендот со своето семејство, тоа може да се направи само во домашните дестинации, не во регионот. Тука треба да бидеме доволно конкурентни, а за тоа треба да ја градиме самата дестинација и да возможиме покрај инфраструктурата, покрај доволната конкурентност од цените, со квалитетот, сместувачки капацитет. Генерално им требаат континуирани вложувања во туристичката индустрија, затоа е потребна на поголема би кажал стратегија од страна на државата, но и капацитети кои што во континуитет ќе се градат за да се примени таа стратегија, односно структурата во туристичката индустрија. Ако имаме министерство, треба да имаме национална туристичка организација, треба да имаме destination manager организации и да имаме локалната самоуправа која што понатаму од оздола нагоре ќе гради стратегијата, а ќе имплементира од озгора нагоре. Значи тие се основите кои што мораме да ги имаме во туристичката индустрија ако сакаме одржлив туристички сектор кој што понатаму ќе помине во една друга фаза, односно ќе не однесе како еден од 5 столови на македонската економија таму каде што дури и не сме замислувале дека треба да биде. И кога кажавме поголем дел од тоа што имаме, што можеме, што ни е потребно и како да газиме напред нели во туристичката промоција и можности за домашните туристи во Македонија, кои се најголемите туристички адути на Македонија што се уште не се доволно искористени? Македонија се уште не е, можеби е последната европска земја која што не е доволно откриена. Покрај тоа што знаеме што имаме, дека имаме над 65% благи планини, дека имаме прекрасна клима, дека имаме прекрасни луѓе, дека природата ни е се уште тука, која што требаме да чуваме, да ја негуваме, секако традицијата, историјата. Што би се рекло, имаме автентичност. Имаме автентичност и можеме да понудиме уникатни искуства на домашните и иностранските туристи, сепак тоа не требаме наивно да го даваме, туку требаме да го продаваме. Значи, потребно е да направиме туристички производи кои што понатаму ќе овозможат дополнителни средства во локалниот економски развој и на тој начин ќе овозможиме развој на локалната самоуправа, но и на руралните средини. Генерално, ако ги погледнеме податоците, ако ги погледнеме тековите во туристичката индустрија, имаме толку големи гапови, кажеме,
од скупниот број на туристи кои што го посетуваат југозападниот регион, 80% го посетуваат Охрид, а само 20% ја посетуваат Струга. Так. Значи веќе имаме одредени предизвици кои што требаме понатаму да ги развиваме, но и да ги ставиме во врамнотежување, се со цел да имаме равномерен локален економски развој, да овозможиме поголем број на нови работни места, да ги сочуваме. Сегашните веќе да не зборуваме самата предсезона дека ни недостасуваат 10-15 илјади луѓе кои што треба да работат во туристичката индустрија, туку едноставно да вложуваме во човечките ресурси на долг рок и да овозможиме една стратегија која што според мене треба да биде мамутска или помеѓу 15 и 20 години, каде туристичката индустрија треба да ни биде 2040 или 2045 година, и покрај тоа што можеби во овој момент и од оваа дистанца изгледа далеку, тоа е премногу блиску, бидејќи туризмот во 2026 се креира за 2028. И за крај морам да ве прашам, која е вашата прогноза, дали во наредните години домашниот туризам ќе добива се поголемо значење? Во 2024 и 2025 година домашниот туризам беше во континуиран пат. 2026 година очекувам да се врати на линијата на 2024 година. Сметам дека 2027 година ќе ни се потребни владини мерки кои што ќе овозможат толкму развој на домашните капацитети и развој на руралниот туризам преку мегапроекти кои што треба да се спроведат од страна на државата, бидејќи на друг начин не можеме да работиме. Потребна е нејзина интервенција и, ја би рекол, политичка волја од страна на државата да го развива туризмот. На тој начин ќе овозможиме покрај меките мерки кои што се за луѓето кои што работат во руралните средини, како да го презентираат тоа што го имаат најдобро, преку агритуризмот, преку винските тури, кои што секако дека ни се наше обележје, да овозможиме поголем број на домашни туристи, кои што, верували или не, многу малце си ја знаеме дестинацијата, и да овозможиме регионални туристи кои што треба да ни бидат база. За разлика од странските туристи кои што треба да ни допатуваат со редовните линии, со чартер летовите од текот на мај до октомври, тие треба да ни видат додатна вредност. Всушност, јас многу посакувам да успееме за некои 5 до 10 години да имаме број на туристи, домашни туристи, колку што имаме број на жители во самата земја, и неколку пати повеќе ноќевање колку што имаме од домашните туристи, колку што имаме број на жители во Македонија. Тоа е било нешто што според мене би било очекувано ако се работи и сме фокусирани повеќе на тоа поле. Како што велите, ако навреме ги засукаме ракавите, ќе успееме македонскиот туризам да го ставиме на вистинското, односно заслуженото место на туристичката мапа и во европски, па и во светски рамки, а посебно привлечен за домашните туристи. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодариме на вас на поканата.